Веќе 8 недели на улица. Нашата масовна борба започна со тоа што го окупира она што на младите има најбитно, а тоа е образованието. Прво пробаа со студентите преку државниот испит, но меѓутоа, бидејќи не успеа, се префрлија на средношколците. Пробаа да ни втурнат ѓубра реформи во образованието, мислеа дека средношколците се послаби од студентите, но меѓутоа и ние се побунивме и ние се бунтувавме. И единствено што им успеа преку овие реформи е да нас сплотат, да нас дружат, да не кренат на нозе и да ни покажат дека иако сме малолетни, иако имаме под 18 години, ние сме млади и дека можеме заедно да победиме и да ги стуркаме сите битки. Со подли игри, како например, ќе ви ја дадеме матурата, остајте ни го екстерното, со моменти кога ние аргументирано им објаснувавме зошто тие реформи во образованието не се добри, на кои што тие ни враќаа со знам јас тебе кој те праќа, или пак ти девојче ова не знаеш сама да го спремиш, тебе ти го напиша или немаш капацитет за ова, ни покажаа дека тоа не се луѓе со кои што ние треба да преговараме и тоа не се луѓе со кои што ние треба да понатаму да комуницираме, дека тоа се луѓето против кои што ние треба заедно да се сплотиме и да продолжиме со нашите битки. И покрај ваквото образование, и покрај квази реформите, преку кои што сакаат тие нас да не изградат во безработници, во мирни послушници на режимот, кои што понатаму во животот со наведнати глави ќе прифаќаат се што им се сервира, сепак во тоа не успеа. Тука сме секој ден во 6. На Груевски му се случи младина која што не очекуваше дека ќе му се случи. Тој не остави на улица за време на Куманово. Не остави да кампуваме и да спиеме пред дожд, да кампуваме и да спиеме пред мон на дожд и ветар. Не апсеше на 5 мај, не апсеше на 13 април, не остави во притвор. Но меѓутоа, сите овие негови закани и притисоци единствено успеа да покажат колку ние сме силни и колку овие бедни обиди на Груевски уште повеќе не мотивираа да продолжиме со нашата битка. Верувајте ми, тој веќе има сватано дека нема начин да нас опре. Сите негови пропаганди, сето она кое што тој го потребува за нас како секташи, хулигани, соросоиди и платеници, само е начин да ни покаже колку ни се плаши. И колку и да звучи клише, сепак ние младите сме иднината на оваа држава. И благодарна сум што тие при своите лоши реформи успеа да нас плотат, успеа да израснат генерација која не се плаши на власта. Успеа да израснат генерација која знае да се избори против корупција и знае да се избори за своите права. Благодарна сум бидејќи ни научија да се избориме за она во кое што верувавме. Не полагавме математика како задолжителен предмет на матура. Не полагаме државен испит. Нема избори на 5 јуни. Притисоците и заканите не им успеваат и секој ден сме на улица, секој ден сме во 6. Ти Груевски не мотивираш да се бориме за подобра иднина. Ти ја крена оваа генерација на нозе и ни даде шанса да увидиме дека моќта е во наши раце. Ние сме твојот крај, а крајот ти тропа на врата. Ме радува тоа што граѓаните конечно научија да превземат моќта во своји раце. Ме радува тоа што сум сигурна дека да го продолжиме вака, оваа беда никогаш повторно нема да нас најде. Сигурна сум дека и покар целиот успех од оваа улична борба се уште има млади кои ја сметаат оваа борба за залудна. И жал ми е што не го гледаат успехот што го постигнавме до сега, жал ми е што не гледаат сите битки една по една, како сите заедно на улица ги извојувавме. Доста беше едноумие, конечно дојде време на шареното, конечно дојде нашето време. Дојде време на слободна, праведна Македонија, од која нема да сакам да си одам. Нема правда, нема мир.